Почитувани сограѓани, урбаната мобилност намалува на бројот на сообраќајни возила во центарот на градот. Развој на пешачки и велосипедски сообраќај. Ова се трите постулати на студијата за организирање на сообраќајот во централното градско подрачје на Битола, што утре ќе се најде пред советниците во Советот на општина Битола. Советниците од СДСМ ќе го поддржат идејниот проект со кој центарот на Битола ќе има повеќе пешачки зони, повеќе зелени површини, помалку возила и за прв пат велосипедски патеки. СДСМ вети и работи Битола да биде модерна, безбедна, еколошки и социјално инклузивен град. Локалната самоуправа, предводена од СДСМ и градоначалничката Наташа Петровска, нуди решенија кои ќе го намалат сообраќајниот метеж во центарот на градот. Голем број од улиците предвидени е да бидат еднонасочни, со што ќе се создаде можност за изградба на тротоари и велосипедски патеки. Со проширување пак на пешачките зони, не само што ќе се врати плоштадот Гоце Делчев, туку слободно ќе се движиме од Саат Кулата до Камен мост. Минималните градежни зафати кои се предвидени во студијата ќе го направат сообраќајот и движењето на пешаците полесно и побезбедно. Ќе го намалиме закадувањето на воздухот во центарот на градот и ќе ги промовираме велосипедскиот сообраќај, кој како е најдобра алатка за ефикасно движење на граѓаните. Почитувани битолчани, ги слушаме желбите на граѓаните и градиме плански. Продолжуваме бидејќи можеме уште повеќе и уште подобро.